Значи многу сакам да запознам Бисера. И јас ја гледам уште од 5 години. Значи многу убаво глуми. И незините скечеви се многу интересни. Замисли колку ќе беше убаво Бисера да учеше во наше во училиште. Нема шанси, она е премногу популарна. Сигурно немаме таква среќа. Јас никогаш не губам надеж. Румен, што правиш тука сам? Ти реков да се запознаеш со некој. Ето таму имаш две девојчиња. Оди, ајде. Не ќам. Ама, како сам ли ќе седиш? Да. Ајде, сигурна сум дека ќе си најдеш некој другарче. Не. Нема во училиште. Па мораме, Румен, ајде. Добре. Ајде, оди. Здраво, дечки, да ви се представам, јас сум Румен и сум нов во училиштето. Те праша некој нов си во училиштето како нас многу да не е гајле. Зашто? Што? Ајде да играј со колички. Да, а не тука да не самараш со твоите бебешки глупости. Ама јас само сакав да се запознаеме, ништо лошо не мислев. И што сега ќе плачеш? Ма сестра ми викаше да се запознам со нови другарчиња. Што ми е гајли за тебе и за сестра ти? Ако не ме прифаќате во вашето друштво, јас ке сядам. Конечно ти текна. Значи, колку ми се смешни малеве деца. Ама и досадни са. Да. Што прават децава со брат ми? Леле, каков баксу се детева, пак не успеа да влезе во друштво. Чекај, ќе одам да видам што се караат. Што се случува тука? Илина? Сонуваме? Чекај да размислам. Не сонуваме. Не, не сонуваме. Може да се сликаме, Бисера? Јас прва, може? Полека малце, кај се залетавте? Не прозбора. Не проспере. Сега сакате слики, а? И автограм. Да, се разбира автограф. Нема да може така. Зошто? Ние сме ти твои многу големи фанови. Да. Сакаме само една слика и еден автограм. Значи, прво сте лоши со мојот брат и сега ми се умилкувате и сакате да се сликате? Брат ти е? Чекај, ова ти е брат тебе? Да, брат ми и ние сме нови во училиште. А сега тука ќе учиме. Реков дека е возможно, ама сепак сега имаме и мал проблем. Нашиот идол не мрази. Чекај, јас ќе го средам. Бисера, ајде да почнеме од почеток. Да ти се представам, здраво, јас сум Ана. А ова со брат ти, тоа беше како... Падне и почна да плаче, да. Да, почне и заврши. Ништо страшно. Значи, колку ми се смешни овие деца. И досадни. Ајде, Румен, да си одиме дома. И знаете што? Што? Вие да си играте во колички.
се јавам на Бојана. Ало. Што правиш? Јас едам на клупа во паркот, ќе сакаш да дојдеш? Добро. Ајде, те чекам. Чао. Бојана, дојди си не. Што правиш? Ништо. Него, мајка ми каже нешто сум требала да одам да купам до продавница. Ќе одиме? Ајде, може. Ајде. Ovo je novčanik. Ima pari? 320 dinara. Alo? Каде да идам? Добро, сега само треба нешто работа да направам. Кој е? Добро, сега ќе дојдам, ајде, чао. Чеки, да видам мајка ми што сакаше пријеска да ми каже, не ја разбрав. Ало? Мама, не те разбрав, што сакаше да ми кажеш? Со Сара. Кейт. Нема да имам ручек. Добро? Ќе прашам со Бојана, сум надвор, па ќе прашам и Бојана дали сака да ти појде. Добро. Ајде, чао. Мајка ми каже дека нема да имам ручек. Дали ќе сакаш да идеме да купиме гира? Ајде, може. Ајде, чеки само да видам колку пари имам. Дај ми новчаникот. Подржи малку. Ова нема новчаникот. Како тоа? Како ти го нема новчаникот? Не разбирам што се случи. Чекај, не го заборави некада. На висина не знам. Деки му се јавам на Давид, може тој некако знае. Ајде. Ало. Ало, Давид. Дојди во паркот. Не знам, отеднаш ми го нема новчаникот, не знам што да направам. Да, овде во паркот сме. Ајде, те чекаме. Чао. Давид. Кај сте бе? Здраво, Давид. Ми го нема новчаникот. Абе, не знам како отеднаш ми го снема само новчаникот. Не знам што се случи, само отеднаш дојдовме да си купиме ѓуре и го нема никаде, ево, барав, никаде го нема. Значи, и го украда, а го нема во нејзе. Бе, знаеш дека и на мајка ми така и го украда и го фрља негде утрева. Имаше 320 денари и мајка ја рече да купи ручек со нив. Па ајде да дојдеме да го побараме во некоја трева. Ајде. Клара, изгледа најдо. Ај види да не овој. Ама не е мојот новчаник. Не види, сигурно се обија моите пари, вака ми беа свиткани. А колку има? 320 денари, што колку А ти толку носеше? Да. Еве и сликата ми беше помеѓу парите. Како чудно, твојата слика во тој новчаник. Што бараат моите пари и мојата слика во тој новчаник? Чекај да видам што има уште внатре. Уште една слика. А тоа не е Калин? Калина? Да не ова новчаникот на Калин? Не знам. Чекај малце, е него Калин! Калин, дојди! Калин, дојди. Да не е малку ова твојот новчаник? Дај да. Не ги дам мојот бил.
О, па чекај, ја најдов еден новчаник преска. Не знам како дојде у моите раце. Може ова да е твој, не знам. Провери, види. Па личи исто како мојот. А може да е твој. Значи, јас тој новчаник го најдов на земја. Да е до најде на земја. Добро бе го фрлив погрешка, леле, ама сум смукнал. А ги префрли парите од... Да, ги украдов, среќен. Па Калин, да се знаеш, друг пат кога ќе најдеш новчаник, треба да го однесеш во полиција. Да, добро, сватим како и да е, бла, ајде, чао. Бе, овој си го заборен новчаникот. Ајде да го вратим. Дај ми. Калин, да Калин си го заборен! Добар ден, драги гледачи. Денеска ќе имаме дебата помеѓу Лана и Маријан, кои ќе зборуваат за дали е подобро да се седи внатре за време на пандемија или да се излегува надвор. Ајде внимателно сега да гледаме, да видиме кој ќе биде подобар. Значи вака, Марија, јас мислам дека е поубаво да бидеш надвор и повеќе време да проведуваш надвор, затоа што ќе проведеш време со твоите другари, со твоите другарки, ќе играте фудбал, кошарка, жмурка, граница, брканица. Кога ќе пораснеш, можеш да бидеш дома да гледаш на телефон, на компјутер, ама додека си дете, убаво да играш надвор. Да, ама добро, тоа да, јас прифаќам за надвор. Но излезе пандемијава, нормално, сигурно не сакаме ние да одиме надвор, да се испозаразиме и да одиме во болница да лежиме. Стави маска и излези, шетај Да, да ставам маска и што ќе биде многу големото фајде. Значи, јас мислам дека е подобро дома да се седи, дека дома си позаштитен, не излегуваш надвор, нема да се заразиш. А тоа за дружбата, да, може се забранила, но сепак мислам дека треба дома, бидејќи секој ден има 1000 заразени. Бар имаше по 100-200, да, тогаш јас излегував. Ама дека е покачен бројот, ќе мора и дома да се седи. Стави маска, дезинфицирај се, стави визир, искочи, прошетај се барем пола час. Да, и што ќе биде тоа исто како дома. Дома само се пушиш, надвор си на воздух, си играш со твоите другарки. Ама во маските, пак нема да се угушиш. Па тогаш не стави маска. Бар дома без маски си се дише. Ама Маријан, поубаво да си го проведеш времето со другарките и со другарите. Јас, например, пола денот сум на школа и тоа време сум пред компјутер и тогаш сум заштитена. Ај плюс можеш секој ден да си мериш температура со такво замерање, температура и ќе провериш. Ете, тоа беше дебатата на Лана и Маријан, а сега веднаш гласајте на нашите Facebook и Instagram профили. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Имаме пролетни новости за вас. Против досада најдовме спас. Тинтри Минтри отвора нова почетна група за деца од 9 до 12 години. Времето е убаво. Надвор ќе се снимаме, пред камера се смееме и нови деца примаме. Сега е вистинското време да се јавите и кај нас да се појавите. Телефонот нон-стоп ни звори. За глумење сме шампиони. Уписите се во тек. Повеќе информации На нашиот Facebook и Instagram профил. ве чекаме. Тинтри Минтри шоу! Тинтри Минтри шоу! Ученици, за утре имате домашна работа да напишете есеј на тема Мојата најдобра наставничка. Кажа нешто наставничката? Да, рече да напишеме за најдобрата наставничка. Ја не можам да го пишувам. Ти ќе ми помогнеш. Ама ја не знам дали ќе имам време. Ти имаш, море, ки имаш. Кажи, Долица? Наставнички, дали може во тоалет? И ти ли го тоалет? Ајде, ма почекај да дојде Ема. Во ред, наставнички. Наставнички, дојде Ема, може?
Ученици, дали ги завршивте есеите што ви беа за домашна работа? Да, наставничке, јас го направив. О, каде е ливчето бе? Чекам доле да не паднала. Две најдов. Еве го моето. Да го прочитам ли наставничке? Ајде, ема, почни. Ајде, еве и Зорица. Ајде, Зорица, и ти прочитај твојот есеј. Наставничката е многу лоша. И мима... Што читаш ти, Зорица? Есејот? Ова го пишуваш ти? Не, наставнички, ова е на Ема. Ема го прочита незиното, Зорица. Ма ти мајкап си играш со мене. Не, наставнички. Знаеш дека си многу безобразна? Ама не сум наставнички. Еве, сега ќе се добиеш една единица, па ќе видиме дали ќе имаме можност за поправка до крајот на годината. А сметај дека денеска е 8 јуни. Уште 2 дена имаш. Се извинувам, наставнички. Ти ова намерно ми го направи, а? И ќе видиш ти убаво. Ја прв пат ова го слушам. Вистина била онаа поговорката. Кој на друг јама копа, сам во неа паѓа. Не многу во училиште. Па мораме, Румен, ајде. Оди. Зашо мораме? Па ајде да одиме да го побареме во некоја трева. Ајде. Ајде. Одеднаш кај го нема, еве нема. Не знаеш да збориш. Нела како избори. Еве види, еве не е во неа. Не е во неа. Да, бе! Ја да кажам. Па кажи го, знакови овде да ви покажам. Ја треба да кажам. Да, Па нели не изјас снимате. Снимаме. Големите да викам. Дудло ви дојде. Точно било тоа. Кој друг наја... Кој друг... Кој на друг јама... Добро. Вистина било. Кој друг на јама копа, сам во неа паѓа. Кој друг на јама копа, на купа се. Јава. Кој на друг јама? Кој на друг? Купата на ја не седи. То иде, камера иде и акција. Tun